Сакам само да направам споредба меѓу нашиот собир вчера и денес, и утре и задутре, и ова што е така наречен собир во кафезот на километар и пол од тука. Немој да се чудите зошто луѓето таму се собрани во Бачило затоа што организаторот е пастир. Неколку специфики на нашиот собир и на нивниот. И зошто е многу подобро ако сме луѓе да бидеме овде, а не таму. Прво, вчера овде имаше граѓани. Таму има партиски членови. Таму нема граѓани. Овде имаше субјекти со име и со презиме. Таму ги повикуваат по список и се подпишуваат дека нема да избегаат. Овде вчера и денес не има од сите вери и нации. И сите политички партии, и што е најдобро, има луѓе кои воопшто не се во ниту една политичка партија. Таму нема луѓе кои не се во политичка партија. Убавината секој пат била во различноста, не во униформноста, че таму постојат партиски војници, постои структура и постои генерал или началник на врвот. Овде нема таква работа и нема да има, затоа што сме сите рамноправни. Која е целта, односно кој е тајмингот на нашиот собир, зошто вчера, денес и понатаму се собравме и зошто тие се собираат токму денес? Ние од вчера почнавме да се собираме затоа што не можевме да издржиме повеќе оваа тиранија. 9 години малтретирање и понижување на сите кои не мислат како врховниот креатор, како врховниот господар. А тие се собра денеска затоа што им кажа дека треба да дојдат во кафезот. Ние од денес натаму нема да си одиме додека нашата теза, нашиот концепт, нашата визија за Македонија не победи. Затоа што ако победи нивната визија за Македонија, Македонија најверојатно нема да ја има. Да не влегуваме воопшто во тоа каде имало повеќе луѓе, затоа што кај нас имаше повеќе и има повеќе луѓе. Таму има само роботи кои ги повикуваат и по известно време ги пуштаат од кафезот. Која е нашата цел, која е нашата агенда, зошто сме собрани и зошто се тие тамо собрани? Ние овде сме собрани за слобода и демократија, за човечки правди. А тие тамо се собрани да ја бранат плацевите на водно да ги бранат, Мерцедесот од 600.000 евра, зидовите кои ги градат да се бранат од својот народ, луѓето кои се одродија како да не се одовде, како да не се дел од овој народ, кои сакаат да живеат во посебни апартмани, не сакаат да се мешаат со нас. Ние овде се бориме утре да нема господари и робови. Ние се бориме сите да сме еднакви, иако можеби некој ќе мора да биде на функција, а некој да биде само гласач во тој момент. Ние мораме да разбереме, ако се делиме на две категории, на господари и на слуги, од Македонија ќе биде само окупирана земја, нема да биде ни просперитетна, ни стабилна, ни богата, ни демократска, најмалку европска. Ја ве повикувам да немате страв дека на 1,5 километар од овде се собира толпа луѓе која има заштита од луѓето кои се инаку платени сите нас да не бранат. Воопшто нема да се плашите. Ние ова битка ќе ја добиеме, знаете ли зашто? Затоа што во раце го држиме најсилниот аргумент. Тоа е вистината. Тие во своите раце имаат само пендрек и не можат да не победат. Нека ни е честит и нека не трае многу мини парламентот што го воспоставивме пред владава, нека зборуваат граѓаните и што помалку нека зборуваат, по можност нека замолкнат политичарите, сте живи и здрави.